Полициската станица од општа надлежност во Прилеп најверојатно е единствената полициска станица која истовремено има двајца командири. По апсењето на командирот Кире Спирковски во големата полициска акција која се случи на Плетвар во април годинава и при која беше запленета дрога вредна над 800.000 евра, Советот на општина Прилеп деновиве донесе одлука за назначување на нов, втор командир, иако претходниот кој се наоѓа во притвор се уште не е разрешен, а работното место му е ставено во мирување. Правниците укажуваат дека овој чин е флагрантно кршење на Законот за полиција. Министерот за внатрешни работи, спротивно на Законот за полиција, пред да достави предлог до Советот на општина Прилеп за избор на нов командир на ПС Прилеп, претходно нема донесено никаков факт за разрешување на претходно поставениот командир. Јас како еден од бранителите на претходниот командир доставив писмено укажување до Советот на општина Прилеп заради таквото прекршување на законот и укажав на последиците од донесување на една таква одлука од страна на Советот на општина Прилеп, кое нешто беше занемарено очигледно. Законот за полиција децидно укажува на тоа дека министерот има дискреционо овластување да разреши командир на полициска станица, кое нешто отсуствува во конкретниот случај, а е неопходен услов за избор на нов командир, објаснува Стевановски и апелира до МВР да ја преиспита оваа незаконска одлука. Командир на полициска станица е работно место. Согласно Законот за работни односи и Законот за полиција представува работно место и не е избрана или именувана функција. Во таа смисла, во конкретниот случај, претходниот командир има токму од министерот добиено решение со кое што работниот однос на работното место командир на полициска станица му е во мирување. Од друга страна, ваквиот предлог го крши Законот за работни односи, кој јасно укажува дека за време на мирувањето на работниот однос не може да му биде прекинат. Станува збори за прекршување на законот кој повлекува и кривична одговорност. На ова кршење на законот реагираа и локалните опозиционери. И наместо министерот за внатрешни работи најпрво да го разреши досегашниот командир, па потоа со предлог да предложи избор на нов, за да само се измислуваат нови закони. Или пак изборот на два командири се должи можеби на зголемениот криминал во општина Прилеп, кој очигледно е единствената област која што се развива во нашиот град. Инаку, стариот командир, кој веќе четврт месец се наоѓа во притвор, е осомничен за директна инволвираност во трговијата со дрога. Познавачите на состојбите коментираат дека овие случувања се должат на некакви чистки помеѓу мојкни крила во партијата на власт.